Со камера во градниот кош се откриваат и се оперираат многу болести. Таа метода во медицината се нарекува видеоасистирана торакоскопија. Што представува оваа метода? Кои состојби можат да се третираат? Која е разликата со класичната отворена хирургија? Одговор побаравме од доктор Драган Смилевски, торакален хирург во Аџи Бадем Систина. Видеоасистираната торакоскопија е диагностичка и терапевтска метода која што користи ендоскопски пристап, односно користи специјално за тоа изготвени оптички инструменти за визуализирање на анатомијата во градниот кош, поточно во плевралниот простор, и преку која може да се изведат дали диагностички или терапевтски случаи, зависно од случајот. Представува базична, минимално инвазивна метода. Доктор Смилевски вели дека практично не постои хируршка процедура на градниот кош која што не може да се изведе по торакоскопски пат. Се разбира дека методата си има некои своји предуслови во однос на обемот, на субстратот, на процесот кој што треба да се третира, меѓутоа ако почетоците беа неизини срамежливи во диагностички повеќе смисол, денеска е една прва метода на избор при третман на било која состојба во градниот кош. Така да во смисол на обсег на состојби кои што може да се третираат, не постои ограничување. Постои ограничување во димензиите на процесот и обемот на процесот кој што треба да се третира. Ако класичната отворена хирургија значи сериозна траума за градбите и структурите на градниот кош со појава на долготрајна болка во градите по оперативниот запад, тогаш видеоасистираната торакоскопија, која што е многу нежна во споредба со класичните оперативни техники, е во голема предност. Торакоскопијата овозможува пристап во градната шуплина преку 1, 2, 3 мали инцизии, тоа се мали инцизии како 2 сантиметри малечки, а во последно време е сосема изводлива и модерна унипорталната. Значи се да се одвива низ еден влез, кој што за таа цел треба да биде и малку поголем, да кажеме 3-4 сантиметри. Со самото тоа што пристапот е минимално инвазивен, преку многу малечки инцизии, го избегнувате ефектот што тоа го прави торакотомијата. Торакотомијата е отварање на градниот кош по класичен пат. Значи слично како лапароскопијата во стомакот, во дигестивната хирургија или во гинеколошкиот дел, истото како метода се значи и торакоскопијата. Што го прескокнувате торакотомијата, прескокнувате и се што нуди, што носи со себе таа, а тоа е постоперативна болка, помала траума на организмот, помалку можни компликации, и на крај на криштата по краток престој во болничка установа. Можни ли се компликации при овој вид на интервенции? Во принцип, исклучително се ретки. Исклучително се ретки и за време на интервенцијата и постоперативно. Сето тоа е придобивка на таа минимална траума која што се нанесува на организмот. Се разбира дека и одговорот кон таа интервенција на самиот организам, тој е одбранбен систем, ќе го совлада и ќе го преброди тој дел многу поедноставно. Во принцип, да кажеме дека крварењето може да биде пречка да една интервенција ве спречи да ја завршите по торакоскопски пат. И во тој случај се прави конверзија од торакоскопска во отворена хирургија. Условно кажане крварењето, не сакам да замислите дека се тоа некакви големи количини, меѓутоа доволно големи да вас ви пречи во визуелниот дел да ги визуализирате анатомските структури и да адекватно ја завршите работата. Во тој смисол. Некогаш и самиот навод може да биде непогоден за ендоскопско решавање и во тој случај исто така се преоѓа конверзија и секој пациент кој што е кандидат за таква постапка е апсолутно запознаен предоперативно дека може да се одвива и во друг правец со друга техника интервенцијата. Земајќи ги во предвид сите предности што оваа метода ги нуди, еден современ торакален хирург секогаш пред операција треба да процени дали е возможно планираната интервенција да се изведе по торакоскопски пат. Така секогаш е подобро и полесно за пациентот, вели доктор Смилевски.